Започна турнејата на престижното моторели Нордкап 2024 година. Турнејата представува еден начин на издржливост каде мотоциклите имаа за цел да поминат поголем број на километри за пократко време. По поминување на првиот ден со извозени над 1000 километри, основачот Момчило Хачипаунов на мотоклубот Желки од Кочани решил да го намалат интензитетот на движење поради неговата здравствена состојба. Ова представува еден вид на рели на издржливост, за што пократко време да се помине што е можно повеќе километри. Тоа е регистрирано во Мотоциклистичката федерација на Македонија, каде што ние сме равноправни членки. Поглед на мојата здравствена состојба, бидејќи почувствував дека можам да се доведам во ризик со ситуацијата во која што се наоѓам од 2016 година. Момчило Хаджипаунов вели дека временските услови не биле баш погодни. Дувало силен ветер преку 100 км на час, па затоа биле приморани да ги наведнат моторите под аголо 45 степени за да може да достигнат до врвот. Дуваше многу силен ветер преку 100 км на час, плюс тоа силен дожд врнеше, имаше и магла. Буквално мотоциклите моравме да ги наведнуваме по 45 степени за да можеме да се искачиме до врвот. Меѓутоа успеавме. Потоа на враќање, иако беше планирано околу 13.000 км, 12.500 до 13.000 км, за време на турнејата не биле забележени никакви здравствени состојби. Мотоциклите биле максимално спремни, немало никаков дефект. Останатите колеги ги собрале пропратно, бидејќи биле четворица. Немавме никакви проблеми, ниту од здравствена природа, нити некои незгоди, дефект на некој од мотоциклите. Сите мотоцикли беа припремани максимално. И сега вие нас не гледате тука двајца, затоа што ние попатно ги собиравме другите двајца колеги кои што беа со нас, беа четворица. На турнејата кочанските желки успееле да извозат 17 држави. Се возеше од север кон југ. Поминале низ Србија, Хрватска, Словенија, Австрија, Германија, Данска, Шведска и Норвешка, се до север до најблиската копнена точка до северниот пол Нордкап. Успееле да извозат 11.500 километри.